задржи само ако имаме ние артефакти, а ние го имаме, а ниеден друг народ во светот не може да извади артефакт кај што пишува име на нивната држава, на нивната нација, на нивниот народ. А плюс овде како имаме јазикот, тоа се елементи за идентификација на една популација. Се додека постои Македонија, постојат македонци, постои македонскиот јазик. Таа разграбена култура и делови, разграбените делови од македонската цивилизација, од континуитетот, од палеолитскиот континуитет на македонската цивилизација, нормално им оди во прилог да исчезне името Македонија. Се додека има македонци, има Македонија, ќе има носител на тој континуитет. Ако тргнеме, значи понаваму, го имаме од десната страна, по таа долга патека или улица на македонската цивилизација, која е долга некаде околу 3,5-4 километри од музеот на град Скопје, се до Јустинијановиот акведукт, кој е изграден 535 година. Значи, на ова територија, кај што Јустинијан први има изградено некаде 70 тврдини со централната Јустинијана прима, тука ќе го најдеме ние и цар Самуил, ќе го најдеме и Јустинијан први, нормално централна фигура тој е Александар Македонски, па ги имаме Чуповски, нели, од левата страна, ако одиме кон Јустинијановиот камениот мост во Скопје, ќе го минеме Јустинијановиот камениот мост во Скопје, кој се јавува како обединувачки фактор на традиционалното и современото. И автоматски, како што викам јас, нели, некој ми рече, овој се викал Душанов. Јас реков, Душан поминал низ мостот и отишол во историјата. А некои поминале, поотишле во ѓубриштето на историјата. Значи, имаме ние доволно елементи од јужната страна на мостот, ги имаме импозантните исто така скулптури, да речеме, или споменици на Гоце Делчев, на Даме Груев. Од другата страна ги има средновековните наши дејци, нели, кои ја проширувале и ја ширеле македонската писменост. Тоа е солунските браќа Свети Кирил и Методи, и од другата страна имам еден гениалец, како што беше Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски. Ние, благодарејќи на Свети Климент, денес ја имаме древно македонската, основата на древно македонското писмо, како наше писмо, како наша азбука, независно колку пати низ историјата и низ илјадолетијата се направени тие кодификации на македонското писмо со одредени модификации. Како што лично сметам дека исто така една средновековна модификација обидите да се понуди нели. Колку вредеше ова представување на историјата да биде, вие спомнавте 92-та, што ви се случи од колегите со вашиот напис. 92-та да беа поставени. Ако можам само да завршам мислата. Значи, предлогот за да се постави или одредување на локација за да се постави споменик на културата датира од 1990 година. Службено јас тогаш го дадов тој предлог, 91 година, благодарејќи на промените кои настанале, имавме можност да покренеме постапка да се постави маркица на 4-5 локации за споменици на културата. Требаше да поминат 21 година за да можам да го видам споменикот на Александар Македонски. Кога се 91 беше тука планирано? 90 година, да. И еве овде кај јас носам од антички македонци, нели, едно барање кој службено тогаш како бидејќи собрање на град Скопје, значи таа постапка замислете од 90. Како се чувствувате сега после 21 година? Па тоа ќе кажам како се чувствувам, нели? Еве јас овде како имам писмото кое било испратено од Сдруженијето Антички македонци до собрање на град Скопје со поддршка да се подигне споменик на културата, односно споменик на Александар Македонски, и тоа е испратено на 10.7.1905 година. 95-та година. Значи 1995 година. Така. Значи требаше да поминат 16. Ако може да го илустрира. Па добро, тука малку е слаба ова копијата, меѓутоа антички македонци, ова може да се најде на веб страницата на антички македонци и секој ден може тоа да го ископира. Бевте одбиени со вашиот предлог? Не, туку постапката
со сите бојкотирања кои се случувале, нема негативно решение во однос на поставувањето или на споменик или одредување на локација. Да. Првата локација број 1, бидејќи 4-5 локации има понудено за различни споменици, ова беше точно на ово место на плоштадот кај што сега се подига споменикот. Нормално тоа после го процесуиравме преку службата за урбанизам на собрање на град Скопје додека дојде до одредување на маркица, на големините и така натаму. Другиот споменик за Јустинијан I требаше да чекам скоро 40 години од како почнав за Јустинијан I да зборувам, значи за управда, Вистинијан, Јистинијан или латинизираното име Јустинијан I. Во ист ден, значи после 40 години и после 21 година доживеав да го видам споменикот на Александар Македонски и на Јустинијан во ист ден да се подигат. И кога ме прашале какво е вашето чувство, јас викам сега со овие споменици можам да кажам дека ми се продолжува животот најмалку уште за 20 години. Имам сатисфакција за сите напори кои биле направени за да може да созрее идејата да се подигнат, да ги почувствуваме како македонци сите овие великани на македонската цивилизација и затоа сега се многу заинтересирани и полне плоштадот со странци кои доаѓаат и се воодушевуваат. Зашто досега знаеле дека наводно Јустинијан бил, што му знам, римски император, византиски император, нели и така натаму. За Александар Македонски дека наводно бил хеленска цивилизација ширила и така натаму. Глупости невидени. Значи постепено со образовниот систем и со истражувачките работи што се прават од повеќе колеги, и од мојот колега Вангел Божиновски и од другите колеги, баш на еден сајт бугарски не имат изредено некаде околу 16 души, и го цитираат сајтот на антички македонци, тоа е формирано Сдруженијето 93 година и уште нешто. Значи, со сите книги што се печатат и се стават во интернет, ова е една од последните издања, според тоа како тука пишува, Скопје, 2 август 2010 година, митологијата на македонците, и ова е првиот автор кој ги користи моите истражувачки работи и веќе ја почнува митологијата со некаде 100.000 и 77.000 години пред наша ера, затоа што на овој македонски полуостров, вика македонски не заради тоа што јас сум сега голем македонец, па така сакам да го кажам. Така се викаше до доаѓањето на Отоманската империја. Не, туку јас ги вадам фактите, нели? Ако се земат космографиите на Клавди Птолемеј од 100-178 година наша ера, на картата на светот, кај што е прикажан полуостровот, што денес некои милува да го кажат балкански, таму стои само едно име, Македонија. Јас од тогаш наваму почнав да го користам терминот Македонски полуостров. Тоа благодарејќи на книгата што ја добив од моите драги колеги од Канада, кога држав таму предавање 1999 година за древна македонската писменост, јазик и култура. Пораката на вечераш, професори, со оглед дека ќе ги вклучиме гледачите колку толку некоја минута да дадат некои нивни прашања, ве молам, со оглед знам дека во една емисија не можеме да ги опфатиме сите теми. Дали би сакале да одговорите, господин Илјов и ви професорот, исто така, од дел на прашањето, дали има континуитет и дали има дистинкција, односно, меѓу словени и антички македонци? Ве молам, тоа е едно од прашањата што стигна на нашиот мејл. Додека ги добиеме другите останатите наши гледачи, дали може да одговорите на прашање? Значи, постои ли дилема меѓу словени и антички македонци? Станува збор за два различни етноса, за ист етнос со различни минувања или што? Добро. Зависи кое време ќе го земеме предвид. Значи, од палеолитот па до средновековниот период немаме ние поим словени. И ако се земи и тој поим словени, тоа е фактички произлегува од најстарото име на богот на сонцето, а не како што викаат од слава, од слово и така натаму. Етимолошки, според мене, јас тоа го имам објавено нека таму 94-96 некаде година, ако
темниот вокал или слогот се отвори, ние ќе добиеме од Л, Ал, Ол, Ел, Ул. Значи, од Ал го имаме ние, денес да ги прашаме, да речеме муслиманите, Аллах, што тоа им значи. Значи, они до 621 година биле христијани. Значи, тие верувале исто така во Богот на Сонцето, а потоа преминале во друго едно верување. Само да вклучиме едни гледаш, бидејќи че мислам дека ќе биде само единствен вечерашната емисија, бидејќи долга имавме доста елаборирање. Добро вечер, кој се јава? Повелете. Само Сонцето е постар од Македонија. Повелете. Гоце Делчев, поздрав до Томич, поздрав до сите ваши денешни слушатели, гледачи, така натака, до докторите на науки, така. Значи, јас сакам само на ова се што е кажано вечера, да се надоврзам и да го оправдам моето јавување со моето истражување во изминатите 20 години со распадот на Југославија, на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и со најавата за распадот на јужниот сосед, кој во овој моментален период на финансова криза и дебакал од 500 милиарди евра е момент кога мора се тоа што го слушам од сите професори, сите научни истражувачи во Република Македонија, мора да се покрие со оперативата на делот на Република Македонија за конечно отпочнување на фазата на завршување на историјата на јужниот сосед Грција и делот кој и припаѓаше на Република Македонија сегашна, Егејскиот дел на Македонија, конечно се врати во составот на Македонија, Елада и останатиот дел, значи што е јужно од Олимп, како ќе се вика, они нека си најдат име, тоа е нивни проблем, и да отпочне со фазата на укрупнување, односно враќање на македонските територии, на македонците и отпочнување на решавање на прашањето на Балканот и Европа. Благодарам многу, со оглед ја замолив во контекст на темата. Добро, да продолжиме околу континентетот. Значи, не се доискаснав. Значи, имаме отварање со Ил. Од Ил се подосна во историско време илирите. Од Ол, с Ол, тука со метатеза, се словените. Од Ел, Хел, Хелени. Сите тие беа поклоници на култот на Сонцето. Хелените, под она сега што подразбираме наводно како грци, фактички беше древно македонско мало едно племе на подножието на Олимп. Сите тие имиња припаѓаат на древната македонска митологија, да речеме некаде таму, или на поновата древна македонска митологија со 1000 некаде 500 години пред наша ера. Меѓутоа пред тоа, јас неслучајно го држам отворено овој лист, кај што професорот Де Рико го дава датирањето заедно со професорот Хеншелвуд, дават едно датирање од 100.000 години пред наша ера. Ова е фактички моментално најстариот писмен документ. За да биде писмен документ, значи они мислеа дека се работи за паралелни линии, меѓутоа внимателно ако видиме, тука имаме лигатури кај што можеме да прочитаме Сълмаил и има С Илем, прва падежна форма 100.000 години пред наша ера. Значи имаме машки род, Ил, ма, женски род, Иле, среден род. Некои народи после толку 1000 години ден денес не знаат што е тоа машки, женски и среден род и што значи тоа множина. Значи, овие работи, кај што се зборува за најстарата фаза на македонската митологија, тоа неслучајно ја покажав аз книгата на мој драг пријател Ристо Поповски, митологијата на македонците, кај што он овие работи ги зел и еден дел од нив има ставено во ова книга за прв пат во некоја книга нешто да се печати за најстарата фаза на македонците, на митологијата на македонците. Значи, ако го имаме ние Сонцето, ние можеме да имаме геометриска представа, како што го имаме, да речеме, во печатот од Говорливо, со 12 крако сонце, како што имаме во карпите
на осинчани, кај што имаме круг и точка по средината, која е подосна, многу подосна, нели? Тоа е некаде со 6.000-7.000 години пред наша ера, што значи 8-9.000 во датирање, во континуитет. Ние тоа сонце како символ и 16 кракото сонце, кај што го наоѓаме на повеќе места, па вклучувајќи ги, да речеме, и разните штитови на древните македонци, едно е палеолитскиот континуитет и рано-неолитскиот континуитет. Се до историско време, кога се појавуваат веќе различни имиња за одредени племиња македонски, кои во историјата на Херодот се третираат како посебни наводно народи, а фактички сите зборувале на сличен јазик, бидејќи основата им е древномакедонска, како на писмото, така на јазикот, а така и со ДНК анализите што се направени. Само ако може, пред да завршиме. Ќе бидам краток. Значи, ова се што јас тука прикажав, го имам ставено во интернет, може тоа да се провери, тоа е фактички древномакедонската азбука, која се состои од 35 знаци за 35 гласа. Не случајно ја покажувам ова, затоа што долу ја имам дадено денешната македонска, нели, кирилица, и да видиме скоро сите букви се идентични во древномакедонската азбука со старост од 100.000 години пред наша ера па наваму. Значи македонскиот народ не се описмени од 9 век, значи тоа беше писмен народ и пред 9 век. Значи се создаваат тие грешки. Еве да речеме професорот Хурмузијадис дава тука еден надпис кој не можел да го дешифрира, туку го третира како најстари европски надписи со старост од 5260 години пред наша ера, што значи 7260 години, кај што овдека децидно стои шпел, седмо, колиште. Тие наколни живеалишта ние знаеме да ги правиме како архитекти најмалку во континуитет од 7260 години. И уште нешто. Значи, теоријата за така наречените индоевропски јазици ќе мора да претрпи дефинитивна историска поправка, бидејќи континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, тоест протојазик, бил палеолитскиот, мезолитскиот, неолитскиот и енеолитскиот македонски јазик. Ви благодарам многу. Навистина, ова нека биде порака и до сите, и претпоставам дека ќе прифатат и моите колеги од другите медиуми да продолжат кај што јас вечера ќе застанам, ја нема да застанам со оглед дека емисијата оди натаму од факт дека се што е за Македонија, верувам дека ќе биде интерес и за сите да научат и да ја спознат и да откријат својата историја, бидејќи не смееме да се страмиме и плашиме од нашата историја. Ви посакам добро здравје на двајцата и на моите и двајца останати соговорници што беа едниот преку телефон, другиот преку Skype, и секако простете прочитувани што немав можност да ве вклучам, тоа ќе го сториме наредниот петок. Бите живи и здрави, само да завршам со Виктор Иго, кој е француз исто така, кој 1860 година спомна дека очекува пред да се формира Европската унија, европскиот народ да се обедини, но да не му загрози на својот пријател ни по идентитетот, ни по суверенитетот. Епа, драги мои европјани и политичари, оставете ја реал политиката, примети ги фактите и аргументите, бидејќи тие се посилни од силата, посилни се од вашите политички реторики. Бидете на страната на аргументите, бидете на страната на Македонија. Бидете живи и здрави. Утре следете емисијата во 22 на Собранискиот канал. Пријатна вечер.